Денешната пресконференција носи наслов "Стручно е клучно, уписи во стручните училишта", а на пресконференцијата покрај колешката магистар Наташа Јаневска ќе говори и господинот Шериф Мифтари, директор на Центарот за стручно образование и обука. Наташа повели за повед во темата. Почитувани медиуми, Стопанската комора како бизнис институција која што е во услуга на компаниите кои што ги креираат работните места и кои што се во подрага на обезбедување на стручен кадар, еден од приоритетите на кој што работи е во споставување на квалитетно стручно образование кој што има бенефит од една страна учениците, затоа што се стекнуваат со стручни вештини и компетенции, и од друга страна компаниите, затоа што после завршувањето на учениците можат да се обезбедат кадар кој што ќе биде брзо и лесно вработлив. За таа цел, оваа година Стопанската комора го организира образовниот настан, како што ние знаеме да го кажеме, а тоа е дигиталниот настан за уписи во стручно образование, кој што има за цел да ги информира младите полуматуранти, односно деветооделенците и нивните родители за сите оние квалификации и занимања, односно профили кои што постојат во нашата земја, од една страна, но и можностите и условите кои што ги нудат стручните училишта и компаниите кои што се вклучени во образовниот процес, како и да ги поддржат во изборот на нивната најважна одлука која што ја имаат во животот, каде да се запишат после нивното завршување на основното образование. Дигиталниот саем ќе се одржи на 19 мај во 11 часот за сите ученици, деветооделенци во сите основни училишта во државата. И многу е интересно што на саемот предходно му предходи отворени стручни денови, каде што учениците осмооделенци, односно деветооделенци, имаја можност да се запознаат со стручните училишта, но и компаниите со кои стручните училишта воспоставуваат соработка, за да можат да им помогнат во нивната одлука за упис во средните стручни училишта. Морам да напоменам дека овој саем е продолжение на дигиталниот саем, кој што е веќе трета година. 2 години предходно се одржуваше и се реализираше во рамките на проектот Образование за вработување, а беше во соработка со Младинскиот граѓански центар, Стопанската комора и Министерството за образование и наука. Чисто како информација на саемот имаме различни форми, панели, ексклузивни изјави на одредени успешни приказни, па како и видео презентации со кои што ние ги презентираме околу 14 до 15 квалификации, профили и различни типови на занимања, каде што учениците, средношколци ни раскажуваат како и зошто се запишале во стручното образование, токму за таа квалификација за која што се образуваат. Директорите на стручните училишта ни раскажуваат кои се условите и услугите што ги нудат во стручните училишта, но имаме и представници од компаниите кои што ни ги раскажуваат работните процеси за една квалификација во нивните компании. Од друга страна имаме и успешни приказни на средношколци кои што веднаш по завршувањето успеале да се вработаат, значи биле апсорбирани од самата компанија каде што ја реализирале практичната обука, но и успешни приказни дека со стручното образование може да се стане многу позната личност. Многу е интересно што на саемот, односно преку видеопрезентациите, имаме можност да ги видиме и современите автоматизирани машини на кои што денес се работи, што значи дека многу мануелни работи кои што се работеле порано денес се автоматизирани, меѓутоа потребна е човечка сила, потребен е човечките ресурси за да можат да управуваат со таквите автоматизирани машини, но за тоа се потребни соодветни вештини и квалификации. Истовремено, овој дигитален саем, кој што ќе се промовира за прв пат на 19 мај во 11 часот, има за цел и да направи промоција на стручното образование, да се поддржат компаниите кои што се вклучени во стручното образование и стручните училишта со кои што соработуваат, што е навистина една од активностите и заложбите на кои што работи комората, за да се зголеми уписот и атрактивноста на учениците по завршувањето на основното образование во стручните училишта.
И тука можам да кажам дека ако во 2019 година уписот на ученици во стручно училиште беше 64%, со макотрпна заедничка работа на Стопанската комора заедно со образовните институции, Министерството за образование, Центарот за стручно образование и обука, поддржани со проектот Образование за вработување, бројката беше на ученици кои што се запишани е 69%, а во 2019, како што кажав, на една трибина што ја организираше Стопанската комора, целта беше да се запишуваат ученици, кои што ја постави беше да се има запишано 70% од учениците, што значи за многу кратко време, значи околу 4 години со заедничка работа успеавме да ја постигнеме целта која што ја за 2022 учебната 2023 година. Но во сите овие напори кои што ги правиме како Стопанска комора, за нас е многу значено што и компаниите ја сватија својата улога дека треба да бидат дел од образовните процеси, директно и активно се вклучија, така што ако некаде во 2019 година имавме 11 компании, денес веќе можеме за оваа учебна година можеме да кажеме дека се вклучени околу 500 компании кои што земаат ученици за практична обука, со можност, нели, после нивното завршување да ги вработаат. На тој начин, значи, она што сме го зацртале, успеавме и да го реализираме. Повеќе за бројките и за успехот на она што ние како дигитален саем, кој што сакаме сега да го реализираме и за поттикнување на уписот во стручното образование и што сме постигнале, директорот на Центарот за стручно образование. Почитувани медиуми, фала за присуството. Почитувана Наташа. Значи, ова е втор прес откако сум директор на на Центар за стручно образование и обука. Ако во првиот прес зборував идеја, ако во првиот прес зборував теорија, сега многу ми е полесно, поради тоа што имаме податоци. Тоа се случи 2021 година првиот прес. Сега во 2023 година вистински ме радува бројките за стручното образование, особено за учениците кои се запишале во стручните училишта, односно во стручно образование. Многу добро покажа и Наташа. Ја ќе се како партнер на Стопанска комора, да ви кажам право, имаме многу добра соработка. Ако ние како институција образовна, Стопанската комора има работа повеќе со компании и ако двете институции работат и многу други нормално, меѓутоа ние каде сме тука, значи мора да имаме успех. И затоа ме радува дека бројот на учениците во стручните училишта се денеска е 69%, што значи дека има еден голем раст. Ја може да ви кажам и со бројки, ако во 2020-2021 имаше од вкупниот број ученици во средно образование 10.961, во 2022-2023 има 11.446 ученици кои се запишани во стручните училишта, што имаме некаде 5% раст на ученици запишани во стручни училишта. Меѓутоа, кога се стручните училишта, мора ова да го покажам и да го докажам, дека во последно време голем интерес учениците имат за дуалните паралелки, што е исто така дуалниот систем на образование паѓа во стручно училиште, меѓутоа е исто така добар склоп. Бидејќи компаниите лека полека почна да се заинтересират и да ги отварат очите, заедно и компаниите, и локалните самоуправи, и институциите образовни, значи кога сите институции се на едно место и има една цел, тогаш нормално дека ќе има успех. Бројот на дуални паралелки во средни стручни училишта и исто така расте година на година. Например, ако во 2020-2021 имаше само 11 дуални паралелки,
Во 2021, 2022 има 97, 2022, 2023 имаме 225 дуални паралелки, што е значи еден голем интерес на компаниите, а сигурно и ова година, мислам, според нашите податоци, бидејќи уште малку ќе се отвори нормално и веќе конкурсот за запишување е отворен, меѓутоа уште малку ќе почнат, затоа е и саемот, деветоделентките да знаат кои се позитивните страни и зашто е многу потребно тие да се запишат во стручно образование, бидејќи стручното образование и иднина на нашата Република Северна Македонија, како и на сите други држави што нормално работат на ова. Исто така имаме број на ученици на дуални паралелки, многу е битно да се докаже како податоци. Во 2020-2021 имаше само 98 ученици опфатени, 2021-2022 има 1486, 2022-2023 има 2763. Значи има еден голем број на ученици запишани, значи иако нормално ако има голем број на паралелки, тоа е нормално дека ќе има и голем број на ученици. Не е малку, ако во 2021 зборувавме како идеја, значи сега малку ни е полесно поради тоа што бројките покажуваат позитивни работи. Исто така, и ова како информација да се кажа, поради тоа што број на средни стручни училишта во дуални, ја повеќе ќе седам на дуалните паралелки, бидејќи во последно време големо значење им се на дуалните паралелки. Во 2020-2021 година имале само 8 училишта кои биле фатени во дуален систем на образование. А во 2022-2023, значи има од 75 вкупни училишта стручни, 61 училиште веќе има дуална паралелка, што е голем број. Значи, јаво како информација дека на ниво на Република имаме 75 стручни училишта. Како беше тоа? 2 дена се на настава, 3 дена на работа или како беше? Не, има, тоа е многу интересно, значи во прва година е исто. Втора година има 4 часа од разлика од другите, значи се учи во другите паралелки се учи во трета и во четврта, а сега во дуалните паралелки во втора година има 4 часа, во трета година има 6 часа, а во четврта година има 10 часа. Што значи тоа? Значи во втора година 3 дена е на училиште, 2 дена. Вистина, значи ние веќе треба да го пазиме дека сме во почеток. Треба ова да го разбираме сите, меѓутоа има резултати. Исто така мора и ова да го кажам, значи бидејќи во стручните има 14 струки, во почеток биле помалку струки. Например, во 2020-2021 имале само 2 струки. Сега, значи сите струки се со дуални паралелки, како бројка, значи лека полека со овие 3 години е многу дадено, особено благодарение на институции како Стопанска комора, како Министерство за образование и наука, како ЕФОРЕ и сите други образовни институции. Имавме одлична кампања, која заедно низ цела Република Северна Македонија отидовме заедно, но сето тоа даде резултат. За кои струки има најголем интерес? Сега ќе ви кажам и за струките каде има повеќе интерес. Значи, здравствена и социјална заштита има повеќе интерес. Тоа сите го знаете, значи имаме и бројки, значи се полни одма. Исто така, како втора струка, каде има повеќе интерес, е економија, право и трговија. Значи и ова струка има интерес. После е електротехника, но има и струки каде мора да ги кажувам дека има помал интерес. Значи, тука паѓа според нашите податоци што ги имаме, нормално, помалку интерес има геологија, рударство и металургија и нема многу училишта. Исто така, малку графичка струка има помал интерес.
И шумарство и работа на дрво, овие три струки имаат малку помалку интерес.